Добредојдовте по новото патување во магичниот свет на фотографијата со Felography. Придружете ни се денес и заедно ќе патуваме низ времето и просторот, раскривајќи 10 интересни факти за фотографијата. Станете до крај за да научите бонус факт кој е сврзан со македонските фотографи браќа Манаки. Нека оваа епизода на Felography подкаст започне сега. Пред да започнеме, сакам да ви кажам дека во новата година и во новата сезона планирам да почнам со нов концепт на Felography. Имено, сакам да почнам да канам гости со различни професии и со интересни хобија со кои ќе зборуваме на различни теми, пред се поврзани со тоа што гостинот го работи. Ако имате идеи или сакате да бидете гости по Felography подкаст, пишете ми на Facebook, Instagram или оставете коментар под видеото. И не заборавајте, subscribe, like и share. Ви очекувам за соработка. И да не заборавам, ако сакате да го рекламирате вашиот бизнис на Felography подкаст, исто така можете да ме контактирате. Зборот фотографија доаѓа од грчките зборови фотографи, светлина и графеи, цртање. Фотографијата ко целина прв пат се споменува во 1830 година. Првата фотографија некогаш направена е од францускиот научник по име Џозеф Низефор Ниепс. Ако има франкофони што ја гледате оваа епизода, пишете ми во коментар дали правилно го изговарам името. Тој ја снимил сликата со камера обскура во 1826 година. На познатата слика им биле потребни 8 часа да се сними поради долгата експозиција потребна за камерата. Сликата суштост била изгубена речиси 50 години пред историчарите повторно да ја откријат. Првата фотографија на човек била случај. Во 1828 година Луис Декер ја направил првата фотографија која ја фатила човечко суштество. Неговата намера била да го фотографира Буливар дю Темпел во Париз. Човекот на неговата фотографија стоел на улица и ги чистел своите чевли. Бидејќи експозицијата траела 7 минути, човекот исто така бил фатен во кадар. Првата дигитална камера е измислена во 1975 година. Во 1975 година Стивен Сасон ја измислил првата дигитална камера во светот. Тој во тоа време работел во Eastman Kodak. Сите знаеме дека Kodak е компанија која произведува продукти поврзани со филмската фотографија. Првата асоциација на Kodak се филмовите за нашите стари апарати. Но всушност, интересен факт за Kodak е дека зборот Kodak нема никакво значење. Првиот дигитален фотоапарат тежел 4 пати повеќе од модерен DSLR. Камерата на Стивен тежела околу 3,6 кг и била со резолуција само од 0,01 мегапиксели. Посечната тежина на модерен DSLR е приближно 1 кг. Првите блицеви за фотоапарат биле направени од калиум хлорид и алуминиум. Еден од најопасните фотографски факти е фактот за блицеви. Фотографите мешале калиум хлорид и алуминиум. Оваа мешавина создава силна светлина која ќе се спои со иск. Овие врски често воделе до експлозии ако не биле правилно измешани. Ако имате блиц на вашиот фотоапарат, внимавајте. Најскапата фотографија на светот е продадена за $4,3 милиони. Во 1999 година Андреас Груски ја сликал најскапата фотографија на светот, Рајн 2.
Во 2011 година, 12 години подоцна, продадена е за неверојатни $4.338.500 на аукција. Австралиски фотограф тврди дека продал слика за речиси $7 милиони, но нема докази за тоа, па затоа делото на Гурски останува најскапо продадена фотографија во историјата. Фотографиите на мачки се многу постари отколку што мислите. Можеби мислите дека смешните фотографии со мачки се тренд кој започна пред неколку години и се уште е едно од најпопуларните пребарувања во Google и има милиони мемиња со мачки. Но фотографијата на мачки потекнува од 19 век. Овој вирален тренд е роден во 1870-тите, кога Хари Поинтер е фотографирал својата мачка и така започнало се. Затоа, заблагодарете му се на тој човек за сите мемиња со мачки. Сите се воодушевуваме на фотографиите со дрон, посебно на тие на фенограф. Но, знаете ли кога е направена првата воздушна фотографија? Дали и вие се воодушевувате фенографи? Ако да, subscribe, лайк и шер на видеото. Францускиот пронаѓач Гаспар Феликс Турншон ја снимал првата воздушна фотографија во 1858 година. Надар, како што бил неговиот прекар, летал со балон и често ги посетувал височините над Париз. Еден ден, летајќи со балон, тој ја зел својата камера на едно од своите патувања и направил слика на Париз. Но, таа фотографија е изгубена низ времето и во просторот и за жал не постои и не може да биде пронајден. Очигледно, левата страна на нашите лица изгледа подобро на фотографиите отколку десната. Студијата, спроведена од Келзи Блекбурн и Джеймс Ширило од Универзитетот Вейк Форест, го потврдува ова. Нивната студија покажува дека левата страна на нашето лице покажува поголем интензитет на емоции. Поради ова, ние го доживуваме како попривлечен. Поради ова, ние левата страна ја доживуваме како попривлечна. Ова беа 10 интересни факти за фотографија. Се надевам ви се допаднаа и научивте нешто ново за вашето умилено хоби. За крај, ќе ви кажам еден екстра факт поврзан со македонската фотографија. А тоа е за првиот златен медал на македонски фотографи. Првиот светски златен медал на македонски фотографи е на браќата Манаки. Во Битола тие отвараат ново студио за уметничка фотографија и учествуваат на големата светска изложба на фотографии во романскиот град Синаја во 1906 година, каде освојуваат прво место и златен медал за нивната фотографска колекција. Ако ви се допадна оваа епизода на Фенографи, не заборавајте да направите subscribe на мојот канал, лайк и шер, за повеќе луѓе да дознаат за овие интересни факти и за Фенографи подкаст. Станете така!